Dasara kanakashunin kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Romasiyam avenamenza sabore te ava Dasara kanakashunen kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Dasara kanakashunen kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Gomengere demokratika neta katia Parisurali patinya Tarisasti bari Macedonia Cedam Romani bari bartia Romengere demokratika neta katia Parisurali patinya Tarisasti bari Macedonia Cedam Romani bari partiya Dasara kanakashunen kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Kanakashunen kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Dasara kanakashunen kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Utroma perscenza pirena Cosas tu sono pesche tan rodena Macedonia si tan butbaro Soca del Romenco e Coturmar Utroma verșențar pirena Cosas to sunau pescetan rodena Macedonia si tan butbaro Soca del Romenco e Coturmar Dasara kanakashunen kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Dasara kanakashunen kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Dasara kanakashunin kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Romasiyam avenamenza sabore te ava Dasara kanakashunen kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Dasara kanakashunen kidentumen sabore Romasiyam avenamenza sabore te ava Gomengere demokratika neta katia
састи бари Македония. Чедам романи бари партија. Роман гере демократика не така тија. Бари зурали партија. Тари састи бари Македония. Чедам романи бари партија. Kana kašune, hidem tu me savore. Roma Sirija, mave navnica, savore glava poeta. Kašune, hidem tu me savore. Roma Sirija, mave navnica, savore glava. На почетокот да не испуштам, сакам од се срце да ги поздравам сите општински 46 политички организации кои сте присутни вечерва со нас. Еден аплауз за милувам да кажам дека нашите политички ограноци се крвотокот на нашата партија. Без нив не може. Значи, сме единствена политичка партија која има 46 политички организации, ама искрени и силни и вистински, не политички организации, човек организација. Вие несебично се ангажиравте предходниот период, ја направивте оваа политичка партија Демократски сили на ромите најсилна, најпретпознатлива и најодговорна. Отчетот ние го имаме често, вие сами знаете дека оваа политичка партија прави околу 4 до 5 големи настани. Нема настан каде не сме учествувале со ВМРО ДПМН. Значи, во сите нивни повици до нас, дали са културни, дали са политички, дали као настан протест пред владата што беше 2021 година, да се посетиме, бевте околу 2500 луѓе и најзначајно беше што сите бевте обележани во бојата на нашата политичка партија со знамиња и бевте као една зелена река во големата гужва која може да броеше повеќе од 80.000. Значи, оваа политичка партија е реалност, не е партија да се граби за ситни интереси лични за еден човек или двајца, него ние и во преговорите кои ни са во тек, вие знаете дека немаме конкретно се уште преговараме, не бараме лични позиции за мене или за било кој од моите поблиски соработници. Значи, бараме живот, бараме сите роми, не само дури бери ке ти фајде, че имаат и оње припадници на ромската заедница кои не се во нашата политичка партија. И оње што са неутрални и што припаѓаат на други политички партии. Ние знаеме, ние умееме, имаме визија, мисијата заедно со вас ја остваруваме, значи постојано сме на терен, сите 365 дена. Не сме партија, така, кога ќе не повикаат да одиме, напротив, постојано со вас, сите политички организации, председателите на политичките основни наши организации и сите нивни соработници во председателствата, нема градче, нема поголем град или помал, кај ние не го имаме посетено. Значи, дали е празник, дали е зима или лето, било која годишна доба, време,
ние сме со вас. Еве, да го поздравиме и председателот од Карбинци на нашата општинска организација. Многу се радувам што имаме општинска организација во Карбинци. Значи, не ги делиме ромите на роми муслимани, православни роми, или турски роми, или ашкали, или египчанева. Ние сите заедно правиме напори и обиди како да го подобриме нашиот живот. Македонија ја населивме некаде, според моите податоци, кои ги имам прочитано, слушано и така, негде околу 10-тиот век, некој вика 11-тиот век, ние живееле тука нашите дедовци, че живееме ние, че живеат и нашите внуци. Меѓутоа, они биле добри луѓе, паметни луѓе, може биле необразовани, али во овај момент не може никој да каже дека ромите са неписмени, не може да бидат во високи позиции. Напротив, и во основните училишта, преполни се училиштата, скоро, да не речам, околу 70%, што е висок процент на роми са во основните училишта, во средните училишта, на факултетите може да са повеќе од 200 роми, уште толку и повеќе може да имаат завршено. Имаме и магистри роми, че имаме и доктори. Во овој момент само јас сум доктор на политички правни науки. Се надевам таа бројка че постојано ќе расте. Значи, ромите се освесени и свесни за својата мисија, она што треба да го направат, да влезат во институциите на системот. Доста работевме и ги дававме нашите гласови за други заедници или било која партија, без да водат интерес за нашите животи. Време ромите да ги представуваат роми и во парламентот, во Собранието на Република Македонија, ром пратеник, и во владата, во извршната власт, министер од ромската заедница, односно од партијата Демократски сили на ромите. Тоа го бараме во нашите преговори, а бараме уште повеќе директорски места, не места од каде што ќе може еден директор да ги задоволува своите семејни потреби. Директорски места каде што ќе може да се вработат многу роми. По сите нивоа. Доста ни е од тоа некој да не учи и да ни кажува како треба да бидеме стрпливи, дека ќе дојди и ромите, ќе работат, ќе имаат добри позиции, ајде да работиме овај пат за овој, ајде да работиме за тој. И на тој начин, сите години наназад, ромите останаа на маргините на општеството. За нигде, никаде. Сиромаштијата, економската тешкотија ја чувствуваме сите и другите, ама најповеќе најсиромашните. Кои се најсиромашните? Не треба да кажем, се знае. Ромите. Има сиромаштија и кај другите, меѓутоа таа сиромаштија може да е 10%, 20%. Кај ромите е 80%. Не сиромаштија, тешка сиромаштија на работ од екзистенцијата. Да не можат да се прехранат, да не можат да лекови да обезбедат за болните. Основни фундаментални права са повредени. Живеат во тешки субстандарни живеалишта, на почетокот или на крајот од општините, без да имаат своји структури во самите општини, во смисол на советници, кои ќе ги представуваат интересите на ромската заедница. Ние успеавме неколку така за ромски прашања референти да добиеме, меѓутоа тоа не е доволно. Тоа е минорно. Бараме
со моите најблиски соработници и со председателите на општинските организации да се направи силен влез на ромите во институциите на системот. Значи на сите нивоа, и во јавната администрација, каде што може да се вработат роми и со средно образование, и со факултети, и со виши, и така натаму. Бараме во државната управа, во органите на државната управа, во министерствата, во судовите, во обвинителството, во сите сфери. Доста е вече да те застанува полицајци, еден албанец, еден македонец. Бараме одхитно вработување на роми, специјален конкурс, каде што ќе конкурираат припадници од ромската заедница, средношколци, и кои ќе бидат полицајци, пожарникари. Можда 300, можда 400, бидејќи немаме никаква структура полицајци, пожарникари. Значи, бараме исто така, многу во сите структури, значи и во трудова инспекција, пазаришна инспекција, во царината, никој да не се плаши, нема никого да го загрозиме, ромите не можат во Македонија да формираат влада, да добијат 50 или 60 пратеника, тоа е социјал-утопизам или како илузија. Значи, можеме да направиме добро и за државата, да не се троши, како претходните години во решавање на асоцијални појави кај ромската заедница, наместо да трошиме 1:7 поскапи средства за превенција, да им дадеме на ромите она што им следува. И дури повеќе, има еден институт, се вика, јас често порано го употребував како адвокат, позитивна дискриминација, да се решаваат доста проблеми кај ромската заедница, дури и надвор од законите, али да е во позитивно. Не да се држиме само на законите, ако се држиме на законите, бараме лекс специјалис, специјални закони кои се однесуваат за прашањата, проблемите, маките и иднината на ромската заедница. Значи, бараме системски решенија, не бараме решенија во моментот. Гладни сне и ај ќе намалиме струја со 1000 денари. Струјата кај ромската заедница како најранлива заедница. Сите ќе се сложат со мене дека нема посиромашни, понеобразовани и во потешка состојба кои живеат од ромите. Ако има таква заедница, нека дојдат кај мене, ја од ромите ќе земам, ќе дам на нив. Овај пат ја верувам дека ВМРО-ДПМН како голема партија и председателот Христијан Мицковски, професорот со кој имам одлични релации, ќе свати дека дојдено е време и може да и доцниме да помогнеме на ромите. Ромите она рака што дава не ја забораваат, а ромите ќе вратат на свој начин во иднина. Има мегдан, не се едни избори, ќе дојдат и други избори, и трети избори. Исто така, да знаат нашите 46 општински организации, дека имаме и председателски избори. Мислам дека не можевме да ги освоиме председателските избори, меѓутоа разговарам со наши пријатели, требаше да искочиме на председателските избори, да собериме 10.000 за 2-3 дена, не за 10 дена или 15, за 2-3 дена, тоа што правиме. Да докажеме дека оваа политичка партија има сила, е максимално политички организирана, значи сериозна политичка партија, она што често јас го кажувам, партија која знае и уме, и партија
која ќе направи вистинска ренесанса, повторно зборувам, во сите сфери од човековото живење кај ромската заедница. Доста ни е од бедата. Значи, слушам сега на телевизија дека ќе се одмрзнат цените на производите. Викам, размислам во мене дека ова не било лошо. Добро ни било. Сега со ослободувањето на цените, што ќе се случи? Хаос. Хаос невиден. А платите останале. Платите са тие што са. Е наш клуб на нашата политичка партија и сакавме столици да купиме. Едни столици кои пред една година кошта 850 денари, сега са 1900 денари. Значи, мала инфлацијата. Платите ќе ги зголемиме 10%, а основните прехранбени продукти и другите средства 120%. Значи, на крајот на краиштата, пред да завршам, сакам да ве поканам сите на отварањето на нашиот и штаб, може да го кажеме. Ја повеќе зборувам клуб, каде што ќе можеме да се дружиме, каде што ќе можеме да разговараме за нашите проблеми, маки, начини, можности како истите да ги решаваме. После ова, за 10 минути 15, ја предлагам да се дружиме таму. Ако некој сака да праша нешто, а ја можам да му одговорам, стојам тука гордо со вас. Меѓутоа, еве, на крајот од мојот говор, сакам да потенцирам дека оваа партија не е градена инстинктивно. Оваа партија не е создавана и ваква силна 46 општински политички организации. И партија која единствена во Западна Македонија има ограници. Единствена зборба. Не е партија која само во шуторизари действува и ги делиме гласовите по 800-900 политичките партии. Ова е партија со гласачко тело од 22.000 до 26.000 и е во постојан пораст. Ни доаѓаат и поранешни наши колеги, членови на партијата, а ни доаѓаат, ни се приклучуваат и други партии, бараат да се соединат со нас. Ова е партија, исто која е посакувана и од други политички партии да коалицираме со други партии. Имав 4-5 покани за разговор. Ја им кажав дека ние сме во коалиција со ВМРО ДПМН, сме во фаза на преговори и сум сигурен дека ВМРО ДПМН, она што вие го очекувате, она што вие размислувате дека треба да го имаме, ќе го имаме. Со Христијан Мицковски, професорот, председателот на ВМРО ДПМН и нашиот коалиционен партнер, со кој е прва сне партија која коалицираше 2003 година. До тогаш ВМРО ДПМН немаше коалиционен партнер. Ние овозможуваме во сите изборни единици, 6 изборни единици, да се формира последниот пратеник, односно во сите 6 изборни единици, 6 пратеника. Значи, имавме наша анализа дека во ВМРО ДПМН не поминале некои пратеници, последните по Донтовиот модел, за негде околу 3800 гласот. Ние во секоја изборна единица имаме повеќе наши општини, кај што даваме од 3500 до 5-6 Значи, ова не са фускули, зборување само ради момент, ради да зборуваме. Овие са математички операции. Ние ги имаме одлична анализа и ние уште минатата година, лично ја
и некои мои соработници зборувавме ВМРО дека ќе има од 53 до 55 пратеника. Бидејќи ги погодуваме многу броевите луѓе. Нашите анализи се многу сериозни и ме прашуваа некои пријатели од ВМРО ДПМН и викав дека е рано, ама можам да кажам. Кога кажувавме ние, некои викаа дека мало е мало. Сега гледам сите така зборуваат. Нека слушаат сите, значи бројката, дај Боже да биде и 60, и 61. Подобро ќе се позиционираме сите. Али не зависи само од демократските сили на ромите, зависи од сите. Одговорно тврдам дека нема поголема, помала партија, може да има 20 други партии, да не речам СДСМ или ВМРО, и други некои поголеми партии. Ние сме најсилната од тие што ги викаат помали политички партии. Значи, кога зборувам најсилна политичка партија и стратешки коалиционен партнер на ВМРО ДПМН, ние се докажавме и на парламентарните избори 2020 година и на локалните избори 2021 година, каде што имавме анализи, околу 16.200 гласови дадовме на коалицијата за сите градоначалнички општини, каде што победивме и каде што не победивме. Значи, овај пат, јас сум сигурен дека нашата бројка ќе биде многу поголема, бидејќи овие се парламентарни избори, други се сега позициите, други се сега и самите услови политички за одржување на парламентарни избори. Ве замолувам на крајот сите наши ограноци, политички и општински организации, уште повеќе да зајакнете, уште повеќе да видите меѓу народот, меѓу нашето гласачко тело и оние кои се предомислуваат каде да гласат, што да гласат, заедно со ДСР ќе бидеме таму каде што ќе бидеме коалициони партнери. Значи, очекувам максимум да се испочитува она што е барање на демократските сили на ромите. Очекувам оваа недела, утре и задутре, да имаме резултати и ќе се свикаме, ама наредниот пат 5000 ќе се свикаме. И како што ние знаеме да славиме и да се дружиме и да се организираме со песна, со музика, ќе славиме иншала да даде Господ и една победа и формирање на собрание. Да сте здрави и живи и заедно во голема победа со нашиот коалиционен партнер, победа за подобра Македонија, за подобар живот на ромската заедница, за подобар живот за сите кои живеат во нашата држава. Ви благодарам.